Вчера беа објавени неофицијалните резултати од полагањето на државната матура. Во двете средни училишта во општина Кочани, гимназијата со економски паралелки и средното техничко училиште се задоволни од постигнувањата на учениците. На задоволство на сите вработени, особено на учениците и на нивните родители, просекот во средното општинско училиште Лјупчо Сантов е 4,11, над просекот во државата, кој што изнесува 3,37, а ние во континуитет бележиме одлични резултати на државната матура. За споредба, лани просекот беше 3,27 на државно ниво, 3,50 во нашето училиште. Имаме мал број на ученици кои што не го положиле испитот, тоа се 33 ученици по предметот англиски јазик, 6 по предметот македонски јазик и литература и 2 по предметот филозофија. Оценките се повисоки од лани, за тоа зборува и просекот на ниво на училиште. Резултатите како училиште сме задоволни, полага вкупно 71 ученик по повеќе предмети. Од вкупно, значи 213, секој ученик полага по 3 предмети, само 10 предмети не се минали или 10 ученика не положили матурата. Од невнимание некои одлични ученици во гимназијата Лјупчо Сантов не ја положиле матурата затоа што не ги внеле податоците на листот за регистрирање на одговорите. Во тек е поднесувањето на приговори до Државната испитна комисија, при што се надеваат дека ќе се најде соодветно решение. Незадоволните ученици имаат право на приговор во рок од 3 дена по објавувањето на резултатите. Конечните резултати ќе бидат објавени кон крајот на месецот. Матурантите кои не ја положиле државната матура имаат втора можност на следниот испитен рок на 13 и 15 август или да се одлучат за училишна матура. Уписите за факултет започнуваат на почетокот на август. Неофицијално во изработка е и нов концепт за државна матура кој ќе биде познат во септември.